Што се вртиш ти околу ќерката на Керим? Така ли се договоривме со тебе, Назим? Ти излезе многу глупав човек кој не си го знае местото. Се бавиш со ситни работи. Нема да можеш ниту прагот на Керим да го поминеш ти, па уште и се вртиш по ќерката на човекот. Со мене разговарај пристојно, инаку ти ќе бидеш оштетен. Ако мене ми се случи нешто, цела земја ќе се крене. Но ако тебе ти се случи, никому ништо, Назим, не стори што побарав од тебе. Ти си бил неспособен. Ти го исчистив ѓубрето и ти го заштитив грбот. Договорот од денес меѓу нас веќе заврши, Назим. И на луѓето што работат со тебе ќе им кажам колку си ти неспособен и глупав човек. Дали мислиш ти дека може да ме отвориш како обична крпа? Ти ги знам сите валкани работи. Ти ги направи сите тие валкани работи, Назим. А ако одиш во полиција, тебе прв ќе те уапсат, да знаеш. А јас пак ќе се спасам, глумејќи бизнисмен на кој му се заканува мафијата. Ме разбра? Снимки од човекот што го организираше нападот врз Чичко Керим. Човекот е вистинска гнеса. Таму има и снимки како се врти околу фирмата неколку дена пред нападот. Со ова не можеш никого да обвиниш. Ти велам, човекот на вистина е проблем. Сега и се навртел на ќерката на Чичко Керим. Се обиде да ја киднапира Берен. Види, мора да најдеме нешто во врска со делата што ги извршил овој човек. Се додека нема доказ, јас ништо не можам да направам. Тоа што го направил нема никаква врска со нашиот случај. Да е до мене, јас самиот ќе му наплатам, ама ете. Чичко Керим сака полицијата да го среди. Слушај, ако малку го истражиш овој човек, сигурно ќе најдеш нешто да го пикнеш во затвор. Тогаш да го истражам јас човеков, да видиме што може да најдеме, да го провериме телефонскиот листинг на денот на нападот, да видиме со кого разговарал, како и да е. Јас морам да одам. Ако најдам нешто, ќе ти се јавам. Фала ти. Се гледаме. Се слушаме. Штом веќе зборуваме за се, да зборуваме и за ова, тато. Ве видов како двајцата дојдовте дома. Незрин се упати кон дворот, а ти дојде во дневната и лажеше, гледајќи не сите во очи, тато лажеше. Доста веќе тума! Керим. Може да разговараме? Да разговараме. Ќе ми го дадеш ли тоа што го барам? Не можеше да задржиш едно оружје, па сега сакаш уште едно, Хазим? За да го сторам тоа треба навистина да сум глупав, разбери. Слушај, Ајше е вистинска стока, за да можам да ја го земам ми треба оружје, разбираш ли ти? Нема друг изнес освен да ја го вперам пиштолот во глава. Ти си навистина недоветен, Хазим. Што ако ти дадам оружје? Жена ти и тоа ќе ти го земе од рака и на клоци ќе те истера. Во тешка состојба сум. Нешто ситно земам од вас, ама и онака земаш ти половина од остатокот ми оди за да преживеам. Го сакам оружјето. Невозможно е на газдата да му кажам такво нешто. И онака е нервозен, бидејќи ти не успеа да го земеш тоа оружје. Јас го спречувам, инаку одамна ќе те убиеше. Ама мене не ми одговара да умреш, пријателе.
Ете така, почни веќе да се плашиш. Со газдата нема шала. Ми дојде пријателот, треба да одам кај него. Што ти реков јас тебе, Туба, ке молчиш? Целиот живот не удрив нито едно внуче, ама тебе те удрив. Баба, Керко, направи грешка. Ја зголемуваш вредноста на таа девојка во очите на татко ти. јас ли? Не ми ги шири така очите. Ке стоиш подалеку од Несрин. Слушај, баба, ако не сторам ништо, таа девојка како отровен бршлен ќе ја обвие целата куќа. Ти го негуваш тој бршлен. Не ми се верува. Ете види, сите мене ме напаѓаат сега. Керим, досега немаш удрено ниту едно од децата и денес без малку ќе удреше лаканица на Туба. Секогаш и попушташе на Туба за да ја смириш. Досега, откако се родени, ниедно дете се нема однесувано толку непристојно кон мене. Туба прави работи што се преку сите граници. Ако мислат дека јас верувам во она што го зборува мајка ми, тогаш премногу се лажат. Туба ќе ми објасни зошто има отидено во тоа мало, мора да знам. Мајка ти нема зошто да лаже. Јас добро знам дека ако е потребно, мајка ми би го направила тоа за саканите, зарем тебе воопшто не те интересира, не се прашува зошто Туба има отидено во тоа мало. Јас треба прво мажот да го прашам пред да ја прашам керка ми. Така ли? А што точно сакаш да ме прашаш, повели? Дури и да должиш благодарност, зошто си се тепал со човек сред улица, кажи ми. Кога можеше да му дадеш пари да замине, зошто отиде во тоа мало? И воедно, кога веќе јас не бев со тебе во станицата, што барала Несрин? Ако веќе не можеш да разбереш и го преиспитуваш тоа што штита млада девојка и тоа ќерка на човекот на кому животот му го должам, тогаш тоа е твој проблем, не мој, Целда. А ако сега стојам пред тебе, тоа е благодарение на таткој. Па ако сакаш прво себе си прашај се за тоа. Слободен ли си? Ке смени нешто ако не сум, Шуле. Ке излезам на шопинг за бебето. А додиме ли заедно ако немаш работа? Шуле, уште не го знаеме ни полот. Каква врска има тоа? Ке разгледаме некои општи работи без разлика на полот. Шуле, те молам, не ми отварај работа. Ми доаѓаш туку така и те ова да го правиме, те она да правиме. Како и да е, сега не можам да дојдам. Сакам јас да присуствувам на контрола. Јас воопшто не помислев дека би дошол на контрола, али сега многу ме збуни. Шуле, зарем тоа не е и моје дете? Добро, може би бракот ќе ни биде фиктивен, ама кога се работи за детето ќе действуваме заедно. Ама не вака на тепка, туку со план и со програма. Кога ти е наредна контрола? Има уште 2 недели. Може би тој период ќе бидам надвор од градот на еден саем за камери. Искрено ме интересира состојбата на детето, Шуле. Али зошто така одеднаш почна толку да се интересира за детето? Што би било понормално од тоа да се интересирам за личноста што ќе ми го смени животот? Те молам утре закажи на лекар, а потоа може да одиме и на шопинг. Добра, јас ќе те известам тебе. Ти си зафатен многу. Се гледаме. Уф, готова сум јас, готова.
Ако не успеам до утре да средам ништо, Али сигурно ќе разбере. Што ќе правам? Несрин. Може би Несрин ќе може да помогне. Ајде, Несрин. Молам, Шуле. Несрин, мора да се видиме веднаш. Зошто, што се случи? Али сака утре да закажам на лекар, ќе дојде со мене на контрола, така вели. И што да правам јас, Шуле? Дали да глумам лекарка? Па нели ние си помагаме за се, Несрин? Слушај, до утре ние двете мора да смислиме нешто. Навистина, извини, ама јас не можам ништо да сторам околу тоа. Тогаш заборави на мојата куќа и мојата облека, Несрин. Добро, Шуле. Точно е дека си помагаме една на друга, ама секогаш ли вака меѓусебно ќе се закануваме кога нема да можеме да завршиме некоја работа? Ти изгледа не ја сваќаш сериозноста на овој случај. Ти велам дека ако до утре не смислиме нешто, Али ќе свати што се случува. Добро, почекај малку да смислам нешто, почекај. Во нашето мало има едно момче. Се ќе стори за пари, работи во болница. Јас да разговарам со него, ќе му го дадам твојот број. Значи ти си можела да помогнеш, Несрин. Во ред, чекам вести од тебе. Ајде се гледаме. Се гледаме. Господе Боже, покрај толку работа, обврски и маки, уште со оваа треба да се занимавам. Треба да ја искористам денешната ситуација за да ја зголемам мојата вредност кај Керим. Што е, бе? Што одиш така со наведната глава? Исправи се малку, бе, синко, исправи се. Добро, сестра ти тебе те понижи, ама немој толку да се забележува, бе, синко. Абре, штом ти не се срамиш од тоа што го правиш, јас поради Несрин воопшто не се срамам. Безобразен. Слушај, мамо. Ти не можеш никако Несрин да бидеш, бе. Види, многу убаво се смести девојката во богатата куќа. Доста, бе! Престани да зборуваш за моето семејство. Што се не те снајди, се уште зборуваш без срам. Што е, пред некој ден убаво те средиле пред кафеаната, на сите им газиш на опашката. Знаеш ли ти кој беше тој човек? Тој човек беше газда на твојата сестра. Керим се вика тој човек. Што и да ми се случува, мене ми се случува поради Несрин. Замисли само колку влијаела на човекот што дошол дури до овде за да ме натепа. Кој човек би дошол до овде само заради една домашна помошничка и би нападнал некого за да го тепа? На ваков начин јас ќе те замолчам. Слушај, вамо, уште ли се вртиш околу Несрин, бе? А? Чекај малку. Да не отиде кај човекот дома за да ја видиш Несрин. А? Јасно е дека така си направил. И господинот Керим не можел да издржи пред врата да види глупак како тебе, па тргнал по тебе. И потоа убаво те натепал пред сите пред кафеаната. Така ли е? Што ти е? Ете, вака ќе те замолчам, Аки. Како го замислуваш господин Керим, а? Како еден од луѓето во малото? Господин Керим е моќен човек. Помисли на смртта на татко ми. Помисли на смртта на татко ми, Аки, кој знае со кого работи. А? Не разбирам што се обидува да стори девојкава. Абе, Несрин,
Дојде време да се зборува со тебе. Како може човек да биде толку несовесен? Како може да ми даде фотографија од друго дете, како да е од мојот син? Ајше! Отвори ја вратата, Ајше! Нема да мрднам од овде додека не отвориш. Губи се, Хазим. Умори, отвори ја вратата, ќе скршам. Реков изгуби се, Хазим. Ке се разведам од тебе. Со сила ќе те isfрлам со полиција, дали ме разбираш? Дента кога ќе ме оставиш, жива ќе те закопам. Жива ќе те закопам. Губи се, ајде. Пуh! Ќе ми платиш со ова, мори. Ме разбра? Јас треба итно да најдам адвокат. Дали повторно дојде Хазим? Зарем не би дошол? Него ништо не може да го сопре. Ама не го пуштив дома. Прва прилика ќе поднесам барање за развод. Кога ќе поднесеш, јави ми, тетка Ајше, затоа што нашите адвокати во фирмата ќе ти помогнат. И онака го имаш мојот број. Во ред, сине. Мене само синан може да ми помогне. Тетка Ајше, Сине, ако си слободен, може ли да дојдеш кај мене? што те повреди пак? Нели ми рече дека ќе ми најдеш адвокат за разводот, нели, за тоа да зборувавме. Добро, веднаш доаѓам. Повели ли? Ало, Чичо, му го дадов CD-то на другар ми, полицајцот. Ке го анализираат. Добро, да се спасиме веќе од белјата наречена Назим. Ти добар ли си? Не звучиш добро. Добро сум, али добро. Само сум малку изморен. Денес нема да доаѓам во фирмата. Добро, Чичко, како сакаш. Те побара ли Акив? Не ме побара. Веројатно од сега нема ни да ме бара. Сметам дека веќе има сватено што ќе го снајде ако ми дојде дома пред врата. Зарем не е така? Во ред, довидување. Ке одиш ли на работа? Не, бабо. Како да одам во ваква состојба? Погледни на какви сме. Да не дојде Синан. Синан беше дома. Веројатно излегува. Фала Богу што не слушна што се случи. Барем не виде. Дали Туба се уште во собата? Подобро е за сите нас таа да остане таму. Мамо, Керим не сака да верува дека ти си ја испратила Туба во тоа мало. Искрено да кажам, и јас не верувам во тоа. Туба отиде таму да се види со полубратот на Несрин и таму го видела Керим. Не ми се верува. Аман, Керко, ако слушне Керим ќе настане хаос. Зарем се кажува такво нешто, мамо? Не кажувам. Овој пат се измеша, бе, Керко. Да знаеш дека овој пат господинот Керем нема да може да не штити пред семејството. Човекот поради тебе беше приведен, Керко. Колку пати ти реков, дај му ги документите на тој нечестник па да се спасиме.
Мамо, Керим многу добро знае дека јас немам никаква вина во случајов. И онака се тоа се случи по што му го кажав на Керим. Проблемите настанаа кога не одбрани пред Туба и пред целото семејство. Ете, морам да направам нешто со што ќе докажам дека нашето место во ова семејство е заслужено. Што му рече на господинот Керим? Ке ти кажам подоцна. Мамо, слушај, денес ке сториш се што ке ти кажам без никакво прашување, во ред? Што ти минува тебе низ глава повторно? Мамо, нема прашување, нема прашување. Во ред сам. Што се случи? Да речеме несреќен случај. Ако ти така велиш, зошто сакаше да се видиме? Овде пишува со кого и кога што сум работел. Датуми, локации и имиња. Убиство на непознат сторител, каде се наоѓаат телата, се е тука. Зошто ми го даваш мене? Ако ми се случи нешто, сакам овие да ги испратиш ке обвинителот. Ти си единствениот човек на кого му верувам. Те следи некој? Земи го овој и ако ми се случи нешто, испрати го до обвинителството. Само тоа го барам од тебе. Ништо друго не прашувај. Ти благодарам. Никогаш нема да го заборавам тоа што го стори за мене. Назим, загрижен сум за тебе. Оди во странство. Со парите што ги имаш, можеш многу убаво да живееш. Ако треба да умрам, подобро овде да умрам. Влези, сине, влези. Ела тука седни. Со своји раце ти направив бурек, а и чајот е подготвен. Веднаш ке ти донесам. Мамо, ајде симни се во кујната и помогни им на оние. Ти што ќе правиш? Јас ке бидам тука. Ако некој праша, речи несреднија боли главата. Ај, Несрин, те молам, Кирко. Те молам, немој да сториш нешто за повторно да не нападнат. Ајде, по толку случувања стани заедно, ајде да одиме. Мамо, ама мамичке, неколку пати разговаравме за ова. Нели ќе правеше се што ќе ти кажам? Немаше да прашуваш. Ајде те молам. Намести ја масичката пред тебе. Ајде сега, на здравје. Навистина нема потреба, теткајше. Мака ли е ова, синко, ајде на здравје. Знаеш ли дека и Ипек многу го сака овој бурек? Ке ја однесеш ли малку на одење? Подобро ќе биде Ипек да знае дека сум тука, нели? Аха, во право си. Многу вкусно, мајстор си. На здравје, душо. Теткајше, решена си да се разведеш, така? Ако сакаш да ја завршиме работата со оружјето, човекот ти стана голем проблем. Мирием била во право кога велеше дека не може да издржи и кога велеше дека е мирна совеста. Има богато семејство, ама кутрото девојче им слугува. Ипек.
Ипек. Добра ли си? Добро сум да дојмина. Откако разговараше со сина, уста не отвараш. Се затвори во себе. Ти кажа нешто и те растажи? Не, ништо не кажа. Ми рече дека се ближи датумот за испитот и ме праша дали сакам да решаваме тестови. Аха. Да ја подготвам ли трапезата? Не, уште малку не. Прво нека биде подготвено, па потоа. А каде е Несрин? Глава ја боли. Аман, нека седи во соба. Јас се ќе подготвам. Само да не доаѓа да не нервира тука. Синан и Туба каде се? Синан ми се јави и рече дека надвор ке јаде, а Туба е во својата соба. Тоа што го кажа денес... Ај, дојде време за лековите, сине. Бегај сега, мамо. Бегај. Уште колку ќе можеш да бегаш, не знам само. Во право си за се што кажуваш, синко. Нема друг начин да се спасам од таа Агнеса. Ти дај ми го тоа оружје. Јас утре ќе разговарам со адвокатот. Ќе го искористиме оружјето како Аду теткајше. Кога ќе ги подпишеш документите за развод, ќе одам и ќе му ги дадам. Со Ипек го скривме тоа оружје. Го закопавме во градината. Ајде да го извадиме. Како? Сега ли? Да, сега, ајде. Работава ќе заврши вечер, Хазим. Ти давам уште едно оружје, ама и јас ќе дојдам со тебе. Сега ќе одиме и ќе го земеме оружјето од жена ти. Без гајле. Вечер ќе го земам оружјето. Ако треба и во глава ќе пук. Да, сигурно ќе пукаш, Хазим. Ајде, не дрдори, звони. Ајше! Запалено е светлото. Каде може да биде? Може би е назад во градината. Ајде да провериме. Додиме да видиме. Аман си не внимавај. О, леле. Кој бил тука? Ти им се силиш само на жени, така? И ова машкост твоја се должи на оружјето што го држиш во рака. Кога јадеше ќотек пред некој ден само што не заплаче, што се случи? Дај ни го тоа оружје па да си одиме. Не може. Ако ти го дадам оружјето, нечестникот ќе пука. Ќе те убијам, бе! Доста е веќе, Хазим. Престани, Хазим, ќе го земеме оружјето. Момче, ајде, дај го оружјето. Не туку се занесувај. Ајде! Што правиш, бе? Човекот губи! Дај ми го оружјето. Дај ми го, ајде, оди. Оди, ајде. Каде одиш, бе? Пукаше губи човекот! Каде оди? Тој не стори ништо. Како ба не стори ништо? Пукаше губи!
Ама, не покав намерно. Намерно или ненамерно го уби човекот. Ти реков да си одиш од тука. Ајде, Синан. Ајде, оди си. Оди си, ти велам. Оди. Оди, оди. Оди. Другар ти е во ред, Хазим. Што сторив јас? Дали човеков умре? Не. Не. Најдобро ќе биде да одам во полиција. Туба нема да се симне на вечера, Селда? Не знам, Керим, јас не инсистирав. Берен, ќе кажеш ли на Туба дека ја замолувам да се симне на јадење и те молам, провери баба ти дали веќе ги има испиено лековите. Добро вечер. Што се случи? Се ова поради тебе! Дај ми го тоа оружје! Земи си го оружјето. Губете се од овде додека не сум ве пријавила во полиција, ајде! Хазим! Да одиме од овде! Подоцна пресмете се со жена ти! Чекај, мајше! Малку остана целосно да ја затвориме сметката заедно. Чекај ме! Ало, Синан. Да не умре човекот. Не, сине. Каде си ти? Јас сум пред полициската станица. Сине, ти што правиш? Го правам она што треба. Човекот на сопствени нозе излезе од тука. Ако се предадеш, ке се изгориш себе си. Овие луѓе не сакаат полиција, бе, синко, те молам. Ама тетка Ајше, Сине, момент, послушај ме. Луѓево да сакаат да одат во полиција, ке одеа за да го земат оружјето од мене. Те молам, Синан, ајде. Оди си право дома, чедо, ајде, душо. во ред, тетка Ајше. Татко ти нема да не остави намера, ти реков дека ако слушна многу лошо ќе биде, Керко. Бабо, наместо да лажеме, подобро да ја кажуваме вистината. Да знаевме така работата ќе завршевме порано. Подобро ли е сега? Не ми се верува, Туба. Уште велиш да ја кажеме вистината. Тато ве чека на вечера. Јас не сум гладна. Туба, доста се и најатиш, тато сака да се симнеш долу. Повторно ќе постави еден куп прашања. Баба, и ти си многу чудна. Наместо тој да се возражува пред тебе, ти се возражуваш пред него. Возрасна жена сум, зарем треба да лажам за да те убедам, ајде извлечи се. Штом не можеме да кажеме вистината, тогаш така да направиме. Човек треба да се плаши од тебе, Туба. Вие молете го Бога тато да не побара да кажете која е роднината во тешката состојба. Да. Здраво живо. Повели, јас сум братот на Несрин, сакам да ја видам. Братче, ќе ја викнеш ли? Јас ќе чекам тука.
Господе. Што е ова? Сите во куќава се некако чудни. Син ти дојде. Каков син бе? Јас немам никаков син. Рече дека е братот на Несрин. Сакал да се види. Немам син. Зарем немаш ти посинок, за него зборува? Тој не е моја крв. И онака не рече дека е син на Фатма. Сака да ја види само Несрин. Добра. Кажи му да се губи од овде. Несрин нема да го види него. Ама од каде знаеш, душа, може би Несрин сака да го види братот? Ама каков брат бе? Каков брат? Зарем досега се однесувал како брат, само цовки и тепања. Сигурно не го сторил тоа без причина, односно и тебе и Несрин ве познаваме. Ке му кажеш да почека малку, Михмет? Ипек, и ти си опасна да знаеш. Навистина ме зачуди како таа Фатма не ти возврати тебе. Да не лажам. Јас сум сита. Ама ништо не јадеше? Доволно е. Ке го изнесам ѓубрето. Добро, ти си знаеш. Почекај малку. Добро, чекам. Несрин. Несрин, готови сме. Джем дошол, сака да се види со тебе. Ама застани, смири се, зошто? Не знам, Керко, од каде да знам, не знам од каде. Јас не разбирам зашто толку се загрижи ти. Керко, што ако почне да зборува? Што ако некој слушне? Што ако го спомне Джунеид? Нека зборува и нека каже што сака. Од сега никој нема да му верува. Особено Керим воопшто нема да му верува. Затоа сега ќе му кажам на господинот Керим дека Джеме дојден. Несрин, полудели ти, Керко? Керко, зарем е потребно за сите овие случувања? Ако слушне господја Селда, ќе полуди, аман господе, не сакам да помислам. Ајде, мамо, не ми се мешај во работата. Ајде ти оди во кујна. Ајде, мамо. Ајде. Оф, Несрин. Не можам да влезам вака в дома. Синан? Молам. Добро ли си? Навистина те интересира дали сум добро? Утрово што се не ме изнакажа. Затоа сега стој понастрана. Бидејќи ќе те послушам и нема да ти се приближам. Господине Керим, може ли да разговараме? Ама на вечера сме, Несрин, сега не е време, душа. Селда е во право. Барем на трпеза да имаме спокој во куќава. Јас многу се извинувам, господја Селда.
Несрин, што сакаше да кажеш? Джеме дојден тука. Ама ова веќе е премногу. Куќава буквално се претвори во чаршија. Сите од незиното минато ни тропаат на нашата врата. Селда. Каде е сега тој Несрин? Несрин, Мехмет му рекол да остане да чека на врата. Сакал да влезе за да ме види, ама јас се уплашив да одам кај него. Кажете му на Мехмет да не го пушта внатре. На крајот ќе го ставите Керим во неволја. Несрин во ред. Те молам ти оди си во соба. Зарем не гледате колку е уплашена девојката? Не го гледате тоа? Најдобро да ги однесеш на некое место каде што тој нема да ги најде. Ќе бидеме поспокојни. Јас почнав да се загрижувам, Керим. Селда, нема за што да се грижиш, јас ќе средам се. Во ред? Што се случи? Си заменали Джема? Селда конечно го покажа своето вистинско лице што го криеше долго време од Керим. Што велиш, ма Несрин, што има врска со тоа што те прашувам јас? Ај, мамо, и ти прашуваш секакви глупости, значи. Нема потреба да се плашиш од Джем. Керим ќе се справи со него. Тој веќе не може ништо да ни стори, не грижи се. Јас немам апетит. Јас да ја проверам Селда. Несрин лаже. Брати не е толку страшен како што го опишува. Добро што не го кажава пред татко ми. Бирен, ќе продолжиш вака да се однесуваш кон мене? Девојки, барем вие не почнувајте. Ама така е, бабо. Туба веќе треба малку да замолчи. Ако го контролираш тој јазик, нема да имаш проблем со тато. Да. Мехмет, ќе отвориш ли вратата, молам? Што бараш ти овде, Джем? Иако сум јас посинок, семејство ми се. Сега ти текна дека ти се семејство на вистина? Господине Керим, со нив заедно јас живеев под ист кров додека вас ве немаше. Треба да разговарам со Несрин. Ама Несрин не сака да зборува со тебе. И во право е. Ти си го внел тој Аки во нејзиниот живот, така ли? Што се не направи тој човек? Зошто тогаш не ја заштити сестра ти како твое семејство? Сега ќе си одиш од овде и повеќе нема да се враќаш, јасно?
Господине Керим, Слушаме ваму. Ако татко ти веруваше во тебе ќе ти ги довереше мајка ти и сестра ти да ги чуваш. Не сакам повеќе да те видам, ниту околу куќава, ниту покрај Несрин да се врткаш. Јасно ли ти е? слушај. Ке ти сплете Несрин и тебе едно убаво крпче. Немој да се секираш. Господине Керим. Ај Селда, ќе се смириш ли те молам? Колку спокојна жена си ти. Джим дошло на врата, Керим ме кај него. Зарем воопшто не се плашиш дека ќе каже дека си ја проверувала Несрин? Ајде кажи. Не се плашам. Джем не може да оди да му каже на зет ми дека ме видел. Од каде го знаеш тоа? Затоа што постојано ме бара да му помогнам да најде било каква работа. Јас му најдов работа, но го избркале. Затоа нема да оди да му каже на Керим дека мене ме видел. Хандан, те молам најди му работа, барем да ни се тргне од вратата. Како да ни ова единствениот проблем? Свесна сум. Гледам колку ви се промени животот на вас. Што се него снајде Керим поради еден долг на благодарност. Човекот влезе дури и во станица. Да видиме, уште што ќе доживееме заради таа Несрин. Уште кој се нема да затропа на вратата. Види, Селда, наскоро и по твоја заслуга ќе почнат да ни доаѓаат непознати луѓе, само да знаеш. Што значи сега ова? Ова значи, почна да трагаш по ќерка ти добро, ама од каде да знаеш дека ќе се сретнеш со добронамерни луѓе? Ме воодушеви начинот на која донеса темата дотаму. Навистина честитам. Треба да дознам која е таа жена и што знае.